Обвинение за полицајците осомничени за пожарот во дискотеката Пулс ќе има на почетокот на декември. Државниот обвинител Коцевски, кој првично најави завршување на истрагата во септември, сега вели дека изминатиот период биле сослушувани сведоци, а јавна обвинителска одлука најави за почетокот на следниот месец. Оваа истрага се води во обвинителството за гонење организиран криминал против 26 полициски службеници за тешки дела против општата сигурност, кои беа осомничени во неколку наврати. Во Кочанското обвинителство пак се уште трае и предистрагата за вработени од УЈП, во врска со објавената комуникација меѓу синот на газдата на Пулс и инспектори од управата, кои по медиумските истражувања беа суспендирани. Следната среда во судницата во Идеризово треба да почне судењето против 34 обвинети и 3 правни лица. Обвинителството веќе ја подготвило стратегијата со која во судница ќе го застапува обвинението. Обвинителскиот тим е проширен на 15 обвинители. Вчера имавме состанок, најверојатно уште неколку обвинители ќе ангажираме, имајќи предвид дека да не се отежна, односно да не се наруши постапката на другите обвинители што имаат други предмети, што значи дека можеби не секогаш ќе присуствуваат сите обвинители, меѓутоа секогаш ќе има обвинители за да не се одоговлекува постапката или да не се одлага по, да не речем, вина на обвинителството. Така да од наша страна има екипираност, ние сме договорени начинот на кој што обвинителите ќе го застапуваат предметот. Оваа сабота во пресрет на стартот на судењето, маршот на ангелите се сели во Скопје. Свесни сме дека патот до правдата ќе биде долг и тежок, исполнет со отпор и искривени намери. Но, ако застанеме еден до друг, системот нема да има друг избор освен да постапи онака како што бара народот, порачаа роднините на трагично загинатите. Пожарот во Пулс нотиран беше и во извештајот на Европската комисија, каде стои дека трагедијата открила трајни системски предизвици во однос на справувањето со антикорупцијските мерки. Коцевски во цело се согласува со извештајот, но не ги коментира најавите на премиерот за мерки против судиите и обвинителите, зашто во извештајот стои дека представуваат непримерно влијание или заплашување и ја поткопуваат независноста на судството. Вели тоа се политички изјави. Тој се осврна за делот на финансиите. За да има успех во борба против криминалот, треба да се создадат и услови. Во конкретниот случај, во јавното обвинителство, тоа го истакнувам повеќе пати, работиме со јавна обвинителска служба од 1/3, што значи околу 360 вработени, а ни треба околу 1126, и минатата година, 24-та и 25-та и оваа година и за наредната година од страна на Министерството за финансии не ни се дозволува ни едно вработување. Согласно актуелниот закон, јавното обвинителство треба да добива 0,4% од буџетот, а сега, исто како минатата година, се предвидени 0,2%.